втор неуспешен референдум во Југоистокот за отварање рудници. По Валандово и во општина Босилово не се исполни законскиот цензус, референдумското изјаснување да добие легитимитет. Станува збор за општини, каде веќе се издадени концесии за експлоатација на суровини и инвеститорите работат на отварање на рударските капацитети, откако претходно општините дале позитивно мислење за таа работа. Ќе пристапиме кон барање и до владата и до сите институции да се направи ревизија на тој проект, да се направи ревизија на тие студии кои што се преполни со работи кои што се штетни за самата природа, за човекот и се што живее во природата. Ние се разбира, како што реков, нема да се откажеме. Официјалните информации говорат дека во општина Босилово излегле 32% од запишаните гласачи со право на глас. Речиси сите негодуваат со идејата да се отвара рудник на планината Огрежден, што излегува на избирачките места. Јас по моја не треба. Не се загадува вода, не се загадува воздух, нема сенка. Дрво деки носиме вода. Сега што дознејам, ако не окажаат на вас стварно на време, още тогава ќе би има против. Јас кажувам откриено оти, ќе загазваме, истока име нагоре всичко. Баш там не е соката. Неодамна, владата преку вице-премиерот за економски прашања Кочо Ангјушев истакна дека ќе ги имаат во предвид потребите на граѓаните. Мораме да ги земеме во предвид, односно да ги земеме во предвид нивните интереси. Тоа може да се направи само со едно заедничко работење на сите инволвирани во овие процеси и тоа може да се направи само со еден итеративен процес во кој што ќе бидат задоволени сите светски познати стандарди на чисти технологии на преработка на минерални суровини. Досега во Југоистокот се одржаа 5 референдуми. Успешни беа во Гевгелија, Богданци и Дојран, но на нивни територии не се градат рудници. Пропаднаа во Валандово и Босилово, каде Стардич МЦ и Еуромакс Ресурсис имаат инвестирано во капацитетите за експлоатација. За рудникот за Бакари, Злато и Ловица, за 2 недели на референдумско изјаснување излегуваат и жителите на Ново село.